поздравувам Штипјани и сите граѓани на Македонија. Локомотивата демократи повтор пат се наоѓа во вашиот град. Заедно со фронтот за спас на Македонија сакаме да ја спасиме и ослободиме Македонија од тиранијата и од тероризмот на СДС, ДУИ и ДПМН. Ја приватизираја Македонија, ги приватизираја сите богатства на Македонија. Ние сме тука и одиме напред. Како што кажа председателот, врз основа на разговори со другите политички партии кои се во опозиција, не е постигнат договор заедно да ги рушиме овие три бандитски партии. Гледате што се случува со Македонија. Крај со крај не можеме да врзиме. Не сведа на оброк еднаш денот. Не сведа да си ги доносуваме алиштата. А тие не знаат што да прават со парите, со милиардите, со милионите евра по светските банки. Странските конзули и амбасадори на Македонија ги знаат каде се и колкави се нивните пари, но ги имат уценето да водат политика против Македонија, за да се внеси бугарскиот народ во уставот, за да не уништат нас, да нема македонци и други граѓани во Македонија. Овие три политички партии, СДС, ДУИ и ДПМН, ги избркаа 500 и 600 и Господ знае колку илјади наши македонци и други граѓани од Македонија. Ги избркаа. Зато председателот рече, тие не ја сакаат Македонија. Тие не ја сакаат власта 32 години што владее со Македонија. Но срцето нивно е со Македонија. Еден ден ќе се вратат назад. Сите вас ве бркаат да барате некаков азил, да одите и да се враќате назад. Не е тоа живот. Ние бараме стабилен живот, како што има во една Данска, во Белгија, во Холандија, во Шведска, во Швајцарија, во Германија. Ние бараме достоен живот во Македонија и тоа ќе го постигнеме. Неколку стотици криминалци, нека се 1000, нека се 2000, не се посилни од нас како народ. Ние бараме една изборна единица со отворени листи во кој секој глас ќе има вредност. Да не ве купуваат со еден пакет во кој има масло, во кој има шеќер, во кој има брашно. Вас ви треба многу повеќе од еден пакет. Вас ви треба пакет секоја недела. А тие не знаат што да прават со нивниот живот. Толку се преполнаа со пари, со богатство, што нивните деца станаа наркомани. И она што се случува во онкологија, се пазарат со животите на стотици болни, ги продаваат лекарствата за големи пари, за неколку стотици евра. Тоа не е живот, тоа е проклетство. Се тоа го гледа Севишниот од небото и ги гледа нашите солзи и ги слуша нашите молитви. И еден ден ќе ги победиме. Тој ден е многу скоро. Бидете свесни дека овие избори се прекретница во Македонија. ДУИ ја има цела власт, апсолутно цела власт. Сите институции ги имаат под своја власт. Сакаат председател, сакаат премиер, сакаат председател на држава, председател на влада, председател на собрание, сакаат се. Но не може тоа така да биде. Бидејќи цела Западна Македонија, која сакаат етнички да ја исчистат, се сели во Западна Европа. Постигнуваат контраефект, постигнуваат нервоза и одбивност кај македонците и останатите граѓани. Тие се навлезени во длабок криминал. Ним им е целта криминал до безсвест. Сакаат се да имаат. Па не се тие Господ и нема да бидат Господ. СДС и ДУИ нема да ја дадат лесно власта. Овие избори ќе бидат комплексни. ДПМН ќе се труди да освои власта. И ќе видите каква сложена ситуација ќе имаме.
Може би до крајот на годината нема ни да се состави влада. Сите водачи на помали партии се суетни и не сакаат да застанат околу 10 точки за излез од кризата, да имаме една изборна единица и фер избори, да се врати цело богатство што го искрадоја од 1991 година. Македонија да биде стабилна држава, функционална држава, со владење на правото, без корумпирано обвинителство и правосудство, без началници на полиции кои се поврзани со криминалците, со функционално здравство, со реално образование, бесплатно образование, она како што го има Западна Европа по сите стандарди. И ние нема да го дозволиме тоа. Одиме до крај. Демократи ке прерасни понатаму, не во локомотива, туку во нешто друго. Ве поздравувам сите и Господ да ни е на помош.